Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе приготвуваме пилешко помодоро. Пилешко помодоро е класично италијанско јадење кое комбинира повеќе прекрасни вкусови. Лесно ќе го задоволите вкусот на вашето семејство и веројатно ќе започнете да го готвите одново и одново. Лесно може да стане омилено јадење на целото семејство. Па да започнем. Ќе ви треба 2 парчиња пилешки гради, една голема главица кромид, лук, 2 супени лажици оригано, една рака свеж босилек, една конзерва сечкани домати, 75 мл павлака, 100 грама таљатели, една рака чери домати, сол и бибер и маслиново масло. Прво земете ги пилешките гради и засечете ги по средина, но гледајте да останат во едно парче. Сакаме да ги отвориме за да се сготват побрзо, но и да додадеме вкус и зачини на колку што е можно поголем дел од пилешкото. Добро загрејте агрил тавата и зачинете го пилешкото месо со сол, бибер и маслиново масло од едната страна. Започнете да го печете за месото да зарумени и во него да навлезе повеќе вкус. Превртете го по 2 минути. Нема потреба од целосно печење на пилешкото месо, бидејќи подоцна ќе го додадеме во сосот каде што ќе се сготви до крај. Време е за сечкање. Исечкајте го кромидот на крупни парчиња. Потребни ни се покрупни парчиња бидејќи кромидот ќе биде дел од сосот. Згмечете ја главицата лук и отстраните ги лушпите. Сечете го на поситни парчиња, а потоа уште еднаш добро исечкајте го. Одберете неколку лисија мек босилек и ситно исечкајте ги. Испражете ги кромидот и лукот во маслиново масло и додадете сол. Така кромидот нема да ни загори. Додадете го ориганото во смесата на почетокот од готвењето, затоа што сакаме вкусот од зачинот да навлезе добро во основата од сосот. Ставете ги исечканите домати и мешајте додека се соединат со сосот. Подобро е да користите конзерва и сечкани домати за овој рецепт, затоа што нормалната пасата содржи премногу течност и нема да ја обезбеди текстурата која ја бараме. Додадете го свежиот босилек во сосот и добро измешајте го. Намалете го огнот на кој се подготвува сосот до средна топлина и започнете да истурате павлаката, постојано мешајќи. Додадете го делумно сготвеното пилешко во сосот. Сакаме да го завршиме готвењето на пилешкото во сосот, за да овозможиме вкусовите да се спојат и добро да се измешаат. Време е за тестенините. Користиме таљатели, но можете да искористите и шпагети или лингвини. Додадете сол и маслиново масло во тенџерето пред да ги ставите тестенините да се варат 10 минути. Повремено промешувајте ги и кога ќе видат готови, тргнете ги од огнот. Време е за сервирање. Прво направете слој од тестенините, потоа земете парче пилешко месо и поставете го врз тестенините. И потоа со лажица додавајте од сосот по вкус. Гарнирајте го јадењето со половинки од чери домати и свежи листови босилек. Ние сервиравме тестенини, но вие можете да се обидете и со пржени компири како гарнир. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријател и сподели.